кратки најави за денес. Промовирана книгата Национална установа библиотека Григор Прличев вчера, денес и утре во рамки на честитувањата по повод празникот Свети Климент Охридски. Инвестирајќи во ефикасни технологии и чиста енергија, хотелско-ugostителскиот сектор се прилагодува на енергетската транзиција. Конституиран совет за туризам, стратешко и советодавно тело во креирањето на туристичката политика на Македонија. Сите физички и правни лица да ги подмират неплатените обврски за данок на имот. Масовна венчавка во разрушената Газа. 54 парови стапија во брак. За најавените изостанатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Денеска во Охрид времето беше облачно со повремен дожд, дуваше слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура достигна до 11 степени. За утре од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат облачно време со врнежи од дожд кои се очекува да бидат пообилни со воден талок и до 40 литри на метар квадратен за 24 часа. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура од 8 степени, додека пак максималната дневна се очекува да достигне до 10 степени. Врнежливото време во Македонија, особено во јужните предели, се очекува да потрае до сабота. Од недела ќе настапи стабилизирање на времето со пониски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Минималните дневни ќе се движат во интервал од -3 до 11 степени, додека пак максималните дневни до 17 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска беше промовирана книгата Национална установа библиотека Григор Прличев. Вчера, денес и утре од магистер Милчо Јовановски во издание на библиотеката, а во рамки на програмата за одбележување на денот на Свети Климент Охридски, патрон на градот. Книгата е еден културно-туристички водич со текстови на македонски и англиски јазик за животот на Прличев и обележјата на Охрид кои се сврзани со него и културната меморија на градот. Промовирана книгата Национална установа библиотека Григор Прличев вчера, денес и утре од магистер Милчо Јовановски во издание на библиотеката. Промоцијата е во рамки на програмата за одбележување на 8 декември, денот на Свети Климент Охридски, патрон на градот. Не случајно книгата се промовира на празникот на градот. Позната е длабоката и континуирана духовна врска и влијание која Свети Климент ја имал врз охридскиот поет и преродбеник Прличев, но и Прличевата голема љубов и познавање на Климентовото дело опишани во словото за Климента, ке рече авторот Милчо Јовановски. Со ова четврта книга посветена на Григор Прличев, нашиот патрон, всушност ние се приклучуваме кон одбележувањето на денот на Свети Климент Охридски, патрон на Охрид. Ја знаеме духовната врска помеѓу двајцата, а всушност Прличев бил вдахновен од она што на времето го правил Свети Климент и секогаш во своите говори го споменувал пред охриѓани. Истовремено, оваа книга е прва која е двојазична и е наменета претежно покрај македонски и англиски текстови и зборува за животот и делото на Прличев, за знаменитостите кои се поврзани со него во нашиот Охрид и се разбира уште малку испаѓа и како еден мал туристички водит, затоа што во него се содржани најглавните, да речам, поменици од сакралната православна вероисповест, но потоа и католичката и исламската, се разбира за оние кои што се наоѓаат во нашиот Охрид и ќе биде вистинска читанка и истовремено мал туристички водич. Авторот Јовановски во книгата ги вклопил новите истражувања сврзани со животот и делото на Прличев, напишани во новинарски стил кои се движат по линија на книжевното и публицистиката. Ова четиво пред се им е наменето на странските гости на библиотеката и на градот, ќе истакне промоторот професор доктор Зоран Тунтев. Книгата е напишана во интересен така наречен новинарски стил, без таксативно набројување, од друга страна пак и не е приказка. Знаете, од онај облик до крајот на животот си живеа среќно и весело, туку точно новинарски, оштро напишано за дел од животниот пат на Григор Прличев. И секој текст е аналогно преведен на англиски јазик. Тоа значи дека книгата излегува од оние рамки на класичен роман или класична приказна, оди во светот на така наречени бедекери, според Карл Бедекер од пред 200 години првиот водич, испечатен водич за туристите. Заради името на Карл Бедекер сите облици на промоција на одредена дестинација се викаат бедекери. И авторот Јовановски навлегол во таа проблематика да ни една за нас многу позната приказна за најголемиот деец од меѓу охриѓаните навлезе во она категорија читатели кои би биле потенцијалните туристи. Така да, ова штиво е посветено на нив. Јовановски е еден неуморен деец, борец за пишаниот збор кој неуморно бдее над сите кои се обидуваат да напишат нешто и да остават белег за Охрид и охриѓани, вели професор Тунтев. Книгата Национална установа библиотека Григор Прличев вчера, денес и утре е четврто во серијалот книжевни дела посветени на Прличев, што ја покажува преокупацијата на авторот со животот и делото на еден од најмаркантните охриѓани. Во постпродукција и документарен филм по сценарио на Јовановски насловен По стапките на Прличев. Книгата Национална установа библиотека Григор Прличев вчера, денес и утре е отпечатена во тираж од 200 примероци. Паралелниот текст од македонски на англиски го преведе доктор Габриела Неделковска, а нејзиното издавање финансиски го помогна Општина Охрид и општествено одговорни компании. Чествувањата по повод празникот Свети Климент Охридски, патронот на градот, продолжуваат и утре, 5 декември.
На 5 декември со почеток во 11 часот во големата сала на општина Охрид ќе се одржи промоција на книгата Охридски летопис, книга втора и Охридски летопис, комплетно издание од авторите професор доктор Павле Митрески и магистар Димитар Смилецки, а промотор ќе биде професор доктор Ѓорги Тоновски. Во 12 часот во спомен куќата на Робевци ќе биде отворена изложбата Прстенот, символ на завет, статус, моќ од етнолошката ризница на Охридскиот музеј. Во 19 часот ќе биде отворена традиционалната 8 декемвриска изложба на Охридскиот фотоклуб во изложбениот салон на Центарот за култура Григор Парличев. Во 20 часот во големата сала на Центарот за култура Григор Парличев, Средното општинско училиште Свети Климент Охридски со свечена приредба ќе го одбележи својот патронен празник, додека во истиот термин од 20 часот на плажата Кадмо ќе се одржи концертна промоција на вокално-инструменталниот состав Билјана во чест на Свети Климент Охридски, патронот на градот. Инвестирајќи во ефикасни технологии и чиста енергија, хотелско-угостителскиот сектор се прилагодува на енергетската транзиција. Ова носи економски бенефит, но и придонес кон заштита на природата, особено во Охрид, град под заштита на УНЕСКО. Енергетската транзиција е во фокусот на хотелско-угостителскиот сектор. Последниве години, кога трошоците за енергија растат, а одржливоста е неминовна, современите објекти се стремат кон помала потрошувачка, поголема ефикасност и одржливи стандарди. Ова е особено важно за Охрид, каде заштитата на животната средина треба да биде приоритет. Имаме околу 300 сончеви денови и тоа треба максимално да го искористиме, затоа што цените на струјата не знаеме, некојаш се прескапи, некојаш паѓаат и така натаму. Значи, за една стабилност која треба да ја добиеме, треба да се постават многу повеќе соларни централи на овие простори. Исто така се нудат топлински пумпи. За разлика од минатото, кога единствената опција беше клучна врата, денес енергетската ефикасност им овозможува на голем број хотели на брегот на Охридското езеро да работат и во текот на зимскиот период. Станува за грантови од европски фондови кои допринесуваат баш на тие компании што ќе се одлучат да направат една таква инвестиција која понатаму би го намалила тоа загадување, тоа што го спомнавме, каде што би имале сите бенефит, сите граѓани на светот би имале бенефит од сето тоа намалување на загаденоста. Европските фондови нудат грантови за инвестиции во зелени технологии, а анализите покажуваат дека меѓународните туристи во потрага по зелени дестинации подготвени се да платат и повеќе. Конституиран Совет за туризам, стратешко и советодавно тело кое ќе има значајна улога во обликувањето и креирањето на туристичката политика на Македонија. Конституиран Советот за туризам како механизам за креирање современи, ефективни и одржливи туристички политики и мерки кои ќе испорачуваат конкретни резултати во интерес на туристичкиот сектор и економијата. Советот има за цел унапредување на координацијата и обезбедување системска поддршка за одржлив раст и развој на туристичката индустрија, кажа во своето обраќање министерот Љутков. Тој ги нагласи актуелните предизвици со кои се соочува туристичката индустрија, потребата од модернизација на промотивните алатки, дигитализација, зајакнување на дестинацијскиот менаџмент и поставување јасни стандарди за конкурентност. Советот е составен од представници на туристичките здруженија и асоциации, високообразовните институции, ЗЕЛС, стопанските комори, како и експерти од областа на маркетингот, стратегискиот менаџмент и туризмот. За председател на Советот беше избран Кристијан Џамбазовски, долгогодишен стопанственик. Со формирањето на Советот, Министерството ја зајакнува институционалната поддршка на туристичкиот сектор и создава услови за интегрирано, конкурентно и одржливо позиционирање на нашата земја на меѓународната туристичка мапа, велат од Министерството за култура и туризам. Општина Охрид со известување до даночните обврзници за подмирување на долг заклучно со 2025 година. Општина Охрид врз основа на Законот за даноци на имот и донесените општински одлуки ги известува сите физички и правни лица кои поседуваат недвижен имот на територијата на општина Охрид,
кај кое е увидено постоење на неподмирени обврски за данок на имот заклучно со 2025 година, дека се должни во најкусможен рок да ги подмират своите долгови. Непостапувањето ќе резултира со пресметка на законска камата за ненавремено платен данок и поведување постапка за присилна наплата согласно закон, потенцираат од локалната самоуправа. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.